Опасноста како атракција. Дали ова е новото лице на туризмот? Мрачниот туризам станува тренд. Со години оваа земја се смета за едно од најопасните места за патување, но туристите продолжуваат да одат таму. Во Либија има немири со деценија, а особено турбулентни по атентатот врз Моамер Гадафи. Оттогаш борбата за власт се води меѓу соперничките групи од истокот и западот на земјата. Поради тие тешкоти многу земји ја окарактеризираа Либија како небезбедна за туристите, но тоа не ги спречи некои смели авантуристи да се приклучат на трендот на опасен или мрачен туризам. САД издадоа патничко предупредување од ниво 4, највисоко, против одење во Либија, предупредувајќи за криминал, тероризам, неексплодирани мини, граѓански немири, киднапирања и вооружени конфликти. Владата на Британија исто така им советува на туристите да не патуваат во оваа африканска земја. Сепак Либија привлекува близу 100.000 меѓународни туристи секоја година. Некои патници тврдат дека ја посетиле Либија без никаков страф или проблем. Тоа сепак не значи дека Либија е безбедно место. Минатиот мај, британски турист беше држан под закана со оружје 7 часа на воен контролен пункт во Либија. Даниел Пинто, 26 годишник, пристигнал во Либија на 29 мај 2024 година и поминал 21 ден патувајќи, бидејќи сакал да го види мистериозното место. Тој се опишува себеси како опасен турист и бил во Иран, Ирак и Сирија, но овој пат наишол на пречка во својата авантура кога војската го држала на нишан со часови. Пинто и другите кои го игнорираат советот да не посетуваат небезбедни земји се дел од растечка група патници кои не сакаат мохито, туку бараат возбуда. Експертите за патувања велат дека забележуваат зголем интерес за посета на места на природни катастрофи, масовни убиства или други настани или ситуации каде што се случило нешто многу лошо.